Собранието разреши 8 на министри и 2 заменик министри од досегашниот состав на кабинетот на премиерот Христијан Мицкоски во рамки на 112-тата седница. Претениците гласаа посебно за секој предлог за разрешување, при што одлуките главно се донесоа едногласно со повеќе од 2/3 гласови од вкупниот број пратеници. По усвојувањето на дневниот ред на 112-тата пленарна седница, премиерот Мицкоски ги образложи своите предлози, заблагодарувајќи им се на оние кои досега ги извршуваа функциите и посочувајќи дека оваа влада не го заборава вложениот труд и ги почитува постигнатите резултати. Сите ние и перцепцијата за нас ја градиме со одлуките кои ги носиме. Тоа сме ние со сите своји предности, маани и со своето разбирање за состојбите. Од првиот ден, кога ја преземавме одговорноста, кажав дека оваа влада нема да биде влада на комфорт, туку влада на резултати. Нема да биде влада во која функциите ќе се сметаат за стекнато право, туку за обврска, што секој ден повторно мора да се заслужува. Тоа не беше политички слоган, тоа беше принцип. И денес покажуваме дека тој принцип важи подеднакво за сите. Функцијата никогаш не била и никогаш нема да биде цел сама по себе. По затворањето на првите 2 точки од дневниот ред за предлозите за разрешување министри и заменик министри, почна расправата за предлозите на премиерот Мицкоски за избор на нови министри во 8 ресори, со што треба да се реализира кадровската реконструкција на владиниот кабинет, така што дел од членовите на владата што сега беа разрешени ќе ротираат на други позиции. Иван Стоилковиќ, кој е разрешен од министер за односи меѓу заедниците, е предложен за нов министер за локална самоуправа на местото на Златко Перински, кој заминува во владиниот кабинет. Ѓоко Велковски и Седат Сулемани се разрешени од заменик министерските позиции во социјална политика, демографија и млади и во култура и туризам, за да бидат избрани за министри во истите ресори, од каде што пак заминуваат Фатмир Лимани и Зоран Љутков. Игор Филков е разрешен од министер за правда, Цветан Трипуновски од министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, Азир Алију од здравство и Шабан Салију од позицијата министер без ресор. Нови имиња на листата за идни министри пак се Јетон Шасивари во правда, Агон Ферати во односи меѓу заедниците, Борче Серафимовски во земјоделство, шумарство и водостопанство, Сашо Клековски во здравство и Ерџан Демири како министер без ресор.